се замислува овој, who the fuck he thinks he is, you know what I mean? Туку ќе биде буквално сакаме да воспоставиме стандарди, сакаме да бидеме фер едни кон други. Тоа е идејата за која стои овој проект и за која стоиме ние од Центарот за развој на медиуми. Благодарам, Дејан. I would just want to add one point, Dejan, sorry, that I think that kind of a charter would also send the one group we haven't talked about that much in this context is the audience, the readers, the viewers. They need, it sounds to me like in Macedonia, they could do with having that kind of assurance, reassurance, having that kind of the seal of quality that you've developed, and so that they can know whether publications adhere to that or not, so that they understand that there is a difference in the voices. I'm sure. I'm speaking from the happy international theoretical point of view. I'm aware. Зоран, па потоа Филип. Сакам да споменам една иницијатива пред 3 години, 4, кога медиумите, мејнстрим медиумите, углавном, тоа се појавија агрегаторите. И постоеше најчесто од необразованост една тенденција да се забранат, да се отстранат, да се елиминираат. И направивме средба на неколку представници од 7, 8, 10, 12 и повеќе медиуми, мејнстрим медиуми. Имавме неколку средби. И во таа борба со агрегаторите, и присуство нивно, па дури Филип беше, имаше многу луѓе, Александар исто, ние договоривме едни правила за тоа како агрегаторите да можат да ги презимаат вестите, односно да ја зимаат информацијата за вестите. Во исто време, ние во тој документ се договоривме дека прво ние ќе ги почитуваме тие правила. Во тој документ има дека секој треба да има импресум, дека секој може да преземе максимум еден пасус, односно 180 карактери, дека може да се преземе фотографија до максимална хоризонтална резолуција од 80 пиксели, значи само информација за фотографија. И тој документ е подпишан од Алфа ТВ, тогаш на А1 ТВ, сите медиуми на МПМ, и ние всушност договоривме еден код, напаѓајќи еден трет во играта, нов, ние договоривме еден код за нас. Најголемиот проблем што ние самите не го испочитувавме. Значи, секојаш проблемот со саморегулацијата во Македонија е што не се плашиме од неа. Минатата година бев во Шведска и кај нив судот, моралниот суд, судот на публиката е многу посилен од судот на судот. Судот на судот ќе им досуди 2.500 евра е казната за некој престап. Ама публиката кога ги казни, ги казнува комплетно. Значи тој медиум не може повеќе да смета на поддршката на публиката. Кај нас проблемот е и ЗНМ го има истиот проблем, значи кодексот е сосема окей, доволно е само да го почитуваме. Интерно во ниту една наша медиумска компанија, јас сум влегол речиси во сите, никаде го немам видено јавно истакнато кодексот на новинарите. Каде што е тоа се етички начела и кои не смеат да бидат донесени на ниво на закон, како што и сега обидот. Каде што многу јасно е кажано дека плагиаторството е забрането. Дека не забрането, туку не е добро. Тоа се етички препораки. Значи ние ги имаме пред нас работите, ама сме навикнати да се плашиме, некој да не заплаши па да не донесе во ред. Од нас присутните, ако можеме, колку што можеме, знаеме каква е состојбата во секој од медиумите, дека не одлучува секојаш ни главниот уредник, ниту па сопственикот, така натаму, но барем да се потрудиме етичките принципи да се обидеме да ги направиме јавни, затоа што добар е предлогот на Маркус дека прво ние сами внатре во медиумите мора да се саморегулираме за да прифатиме надворешна саморегулација. Значи, тоа се прашања на етика и секој мора прво внатрешно да ја направи таа одлука, па да почне јавно да ја збори. Не може да се лутиме на некој дека краде, ако можеби ние не сме украли, ама не сме си забраниле себе си дека ќе украдеме. Не сме се ветили. Благодарам, Зоран. Филип повели. Благодарам. Јас само би сакал да се заблагодарам на сите кои што изразија позитивно мислење за настанот и секако дека би се обиделе да продолжиме со играње на оваа улога на фацилитатори на диалог и на ширење на знаења, бидејќи мислам дека е екстремно важно сите сектори на нашето општество, особено во врска со вакви важни прашања,
da ima jedno nivo na komunikacija među njih, koje što bi moralo da postoji bez razlika na bilo kakvi drugi razliki, da rečemo ideološki ili kako i da ги наречеме. И затоа сметаме дека би ги продолжили напорите во оваа насока и секако со сите други релевантни фактори од цивилниот развојниот сектор, а се надевам и дека ќе можеме да најдеме поддршка за тоа во смисла на средства, бидејќи и тој аспект е исклучително тежок, да речам. Сите веројатно знаете. Мислам дека јас само би ги поздравил сите согледувања дека етиката и квалитетот на содржините се екстремно важни, секако и персонализацијата, односно регионализацијата или на некој начин создавањето на содржини кои што се прилагодени на одредени делови на публиката. И во тој контекст ние имаме ни за други проекти кои што се однесуваат на развој на медиумската сфера, како сервисот за проверка на факти, кој што е поддржан од USAID и е дел од истата програма од која што и проектот на Центарот за развој на медиуми функционира. И токму една од целите на тој проект се надоврзува на она што го рекоа и нашите дискутанти, дека е важно и публиката да се образува за тоа кои се етичките, но и професионалните стандарди во новинарството, не со цел да се оцрни некој, туку да се овозможи сите ние да дојдеме до едно повисоко ниво и како публика, но и како создавачи на содржини и да речеме конкретно преку градење на тие некои мали чекори, решавање на низата проблеми или пропусти, да се создаде една општа синергија, ако можем да бидам оптимистичен. Но мислам дека е исклучително важно исто така да се применат знаењата и од странство и да се види што би можело да се направи ново кај нас. Јас екстремно ќе ме интересира како ќе функционират експериментите со овие пробоно тестирање на модели на одржливост, бидејќи ми беше многу интересно и да чујам дека навистина пазарот не се намалува, иако сите кај нас на сите сектори зборуваат за тоа дека осиромашуваме и дека економската ситуација се влошува, но и дека верувам дека има надеж да се поправи ситуацијата и во овој однос, но мислам дека колку што ние можеме би го продолжиле баш ова што се обидуваме да го направиме, да служиме како платформа преку која што и самите портали, создавачи на содржини, но и сите други релевантни фактори и од деловниот сектор, но и од владиниот или невладиниот сектор и образовниот, особено тука имавме учество и од универзитетите, би се нашле заедно и би го нашле оној минимум на заеднички интерес и ниво на диалог кој што би овозможило подигање на квалитетот за сите. Благодарам, Филип. Филип Стојановски, некако знаете, е програмски координатор во фондацијата Метаморфозис и некако почнавме, ми се чини, со завршните пореки или завршните обраќања, така што ќе го замолам и господинот Габрич да се обрати пред да заокружиме нашата конференција, секако и Маркос доколку има уште нешто како финално. Hvala. Ja bih još samo na kraju zahvalio Metamorfosisu što je organiziralo ovu konferenciju. Moram priznati, zaista mi je bilo uzbudljivo. Mislim da svojih par sati uspio osjetiti dramatiku situacije sa razvojem medija u Makedoniji i u biti me zanima kako će stvari ići dalje. Također, budući da mi u Hrvatskoj, kažem, u postupku je već 1,5 dana donošenje te medijske strategije. Mislim da je bilo dobro da na neki način uspijemo održati komunikaciju ili preko Metamorfozisa ili osobno, kako
ako ste zainteresirani kako bi vas mogu za pol godine ili za godinu dana izvještavati i izvijestiti o tome kako su stvari išle dalje u Hrvatskoj, također i mene bi zanimalo obrnuto, pa možemo izmijeniti vizit karte, e-mail adrese ili preko Metamorfozisa na neki način da ostanemo u kontaktu. Ne? Hvala još jedan put. Благодарам. Маркус? I would completely agree with what Tony has just said. I mean, a wonderful experience for me today, and I would like to be available via email for any follow-ups, any questions that people have. I'd be very happy to stay in touch, and I really wish this group and this discussion all the best. Не ми останува ништо друго на крајот, освен во името на Метаморфозис и секако Американската амбасада во Скопје да ви се заблагодарам за учеството на оваа денешна конференција, тоа за активното учество. Сите учесници кажа, посебно на крајот имаше некакво заокружување, останува очигледно голем предизвикот како да се обезбеди одржливоста на новите медиуми, особено ако се има предвид од аспект на слободата на медиумите која што е загрозена, од аспект на тоа што посебно некои истакнаа дека пазарот е лимитиран и контролиран од страна на власта, да речеме, така што веројатно само ако ме поттикна Дејан кога рече да, можеби не треба градација, туку можеби на сите полиња на одржливоста треба да се работи, затоа што има медиуми кои што нови медиуми портали кои не би можеле многу долго да издржат доколку не обезбедат финансиска поддршка. Така што трагањето по сите можни форми на одржливост е веројатно нужна потреба. Очигледна е потребата од диалог, очигледна е потребата од јавна дебата, од соработка, така што и ова јас го гледам и како што гледам од сите вас тука е само почеток на таа борба за одржливост на новите медиуми. Ви благодарам уште еднаш, ви посекувам секое добро и само едно мало подсетување, имате евалуацијски листови во вашите материјали, ако можете да ги пополните би било убаво организаторот да добие повратна информација за тоа колку сте задоволни, што е она што сметате дека во иднина треба дополнително да се преземе. Благодарам.